Значи, дома е пъргав. Райче е малко срамежлив, не зборува много. Дете цркве. Он живи и расте заедно со црквом. Сите знаете дека е многу скромен, тој е повлечен. Она што не го знаете е дека тој може да направи се, но на пократок начин и дека не сака многу да се промовира. Скромен, иако е постao познат, скромно се задържа за себе, повлечен, мирен, тих, срамежлив. Дома знае секогаш да направи проблеми со неговата сестра. Значи се караме како секој брат и сестра. Јас не го закачувам, тој мене ме закачува. Ете, често јас се закачам со неја, но ете, таа е постара и попушта. Значи као, дадо, ајде ова, јас не сакам, па ќе почнам да се тепа, да се закачува и тоа така започнува. Дома е лудница, ние само викаме, пискаме по неја. Ама трајче, како трајче, значи само дома е таков. Сестра секогаш кога ќе се скараме, јас прв се извинувам, не можам без неја. Значи, еден без друг не може. Сега последниот пат кога бевме за Белград, Нена, неговата сестра, не можеше да дојде и имаше за полагање нешто таму во училиште. И потоа накнадно дојде со автобус и стално ја тера во хотелот таму, Балашвич, нон-стоп и ја тера. Значи, кога ќе дојде Нена, значи без неја не може ни една минутка. Не се лути многу, брзо поминува сето тоа, јас повеќе се лутам. Може и со денови да не му зборувам, па ќе дојде, дадо, ајде, не знам што ова. Te amo con la fuerza del viento, te amo la distancia y el tiempo, te amo la alegría y el llanto. Non-стоп беше со музика, значи обожаваше од мал музика, свиреше повеќе, беше по инструменти. На почетокот го запишавме во музичко училиште во Струмица. На почетокот Трајче беше многу добар во музичкото училиште. Значи тоа не беше еден час, тоа беше секој час. Искрено јас ќе одам, ќе седнам на клавирот да свирам. Ал дете он си настави дома да си свири, да си пее и никако талентот не си го изостави. Потоа тој кога ќе завршиме, Трајче ти не си талентиран за музика, значи иди играј фудбал или нешто друго, иди на странски, јави се. Но еден период рече, мамо, тато, јас не сакам да одам. Не ја кажуваше причината, еден ден почна да плаче и пред мама рече, јас не сакам да одам, професорот ми рече, запиши се на фудбал, не мораш да свираш, не си талентиран. Како да вам кажем, још више нада ја имал у себе да продолжи со тоа пеење, што го има во него. На почетокот се разочарав многу, но потоа си почнав со пеењето. И ете до овде стига. Многу е чувствителен. Не искажува ништо, тоа го крие се во себе. Мислам дека е многу лошо. Јас повеќе би себе му кажала, тој не. И свиреше клавир и добро напредуваше, си имаше концерти своји, даваше. Музиката за мене е живот, едноставно тоа не се опишува. Од тогаш престана се отпиша, но желбата за музиката продолжи понатаму, не се откажува. Го сетив дека многу поубаво пее од оригиналот на музиката. Првиот пат кога се појавив на сцена на Пинкове звездице, едноставно не се опишува, многу трема. И уште до ден денес сега, ете, и второ полуфинале ќе биде јас, и уште трема. Го пријавив на надпреварот. На почетокот малку се двоумеше, но му реков ајде да пробаме, зошто да не, па докаде одиме, не мора да се надеваме на победа и да испаднеш во првиот круг нема веза, само да пробам. Кога е на сцена, било каде, значи солзи не ми доаѓаат во очите, единствено сум внатрешно растреперана. Значи тие се јавиле сами, се пријавиле во Алфа телевизија и јас идам од работа и ми кажуват
вика тато се пријавивме за аудиција на Пинкови звезди, па супер. Мене ми е доволно и до овде што стигнав, ете јас сум благодарен на сите и за гледачите што гласа овој пат за мене, се надевам дека ќе гласаат во второто полуфинале и финалето, но ќе видиме, одлучуваат гласовите. Ма првиот пат кога излезе на сцена, тоа беше, во него имаше голема трема. Значи тоа не можам како да го опишам, како да сум под голем стрес, голема возбуда. За неја се трудев да бидам одличен. Минимум, максимум дадов се од себе. Никогаш не ми дојдоа солзи за да заплачам, само сум многу возбудена. Ночи тија, само туга зна. Дали е ово за нас, за акорд? Па да, во првиот настап имав 3 столици, но во вториот настап докажав дека искрено тоа го направив за мојата мајка, бидејќи таа беше во болница. Ми рече да дадам се од себе искрено за неја. Па трајче на првиот настап, кога бевме во Белград. Мислам, таму кога се вративме и требаше после да се оди за Белград повторно, јас се оставив што не бев добра и мислев дека сум од грип. Отидовме ние во Белград, а Трајче направи бум со втората песна по Пинкови звездички, значи сите беа воодушевени. А ние не знаевме дека мојата сопруга е во болница. Тогаш за тоа не знаев, едноставно со оваа песна жирито го станав на нозе, сите, значи цело студио, јас бев воодушевен од моето пење тогаш, искрено.